Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Се извинувам вака, ама имам специјален гостин во емисија и не можам освен со насмевка да го донесам затоа што човекот е препозитивна енергија. Томе Стојановски или познат во јавност Томе Корнер. Добро вечер. Добро вечер. Втор пут. Добре дојде во емисија. Ти благодарам. Втор пут добре дојде. Така. Прошлиот пат зборевме за многу убави работи и остави еден убав впечаток на вистина и на многу луѓе што не те знаеа са позитивната енергија и оби да пуштиш, да направиш некоја промена, имаше некој свој внатрешен порив. Сега јас те поканив, прво да те прашам, како е тројката? Тројката расте, децата растат, значи сега се во фазата кога проодуваат 22 месеца. Почињаа да работат по дома, значи имаме игранка и веселје 24 сата. Убаво не можам да кажам тоа, значи нема зборови кои би можеле да го опишат чувството. Посебно сега кога ги гледам веќе дека нели од бебиња стануваат мали луѓе со свој карактер, свој темперамент, секој посебно. Нормално како што викаат, ќерката е веќе татина љубимица, нели? И тука има галење и мазење и се како што треба. Никола не можеш да го сопреш, он е значи енергетска бомба. Милан е малку посмирен. И најубав. И најубав, дефинитивно, да. Значи, полни раце со работа, посебно за баба Данче и за мама Билјана. Нели, јас сум татко од Старков. У секој случај сум многу љубов. Браво, браво. Ви посакувам се најдобро, поздрав до Билјана. Прошлото раскажувавме детали, се надевам дека долго нема да ја гледаат твојата емисијата и твојата исповест, еден ден на YouTube ќе прочита. Ќе прочита, да. Ќе слушнат од татко им вистина. Како Ама беше многу добро, многу добро. Томе, искрено да ти кажам, пред некое време овдека дојде и ме евоцираше спомени Цајо, кој активен во тоа време беше и го направи тоа што го направи и сака да му даде пиетет, што е добра работа, убаво го поддржувам, му дадов и заклучувам дека постои еден живот кој е нераскажан, еден цел живот, една субкултура. Ние стално мислевме дека се тоа панкери, дека се тоа даркери и така натаму, ама ние исто така бевме еден слој на начин на живот кој го одбележа градот и кој скоро нема кој не го знае, а никогаш не е раскажано. Ни во книга, ни во серија, ни во филм, ни во документарец, освен неколку сведоштва. Полноќните забави беа вулканот, кулминација на нешто што ти беше меѓу првите што го праеше. Ако ја на нешто се сеќавам, бидејќи се дружевме ние уште од рано детство, првата забава каде што памтам дека носев звучник, а ти појачало ХСР носеше, беше во дансинг салата во МНТ Сина вечер. Така нешто имаше и пред тоа, кога бевме уште во гимназија, во аулата правевме некои журки, значи тоа беше далеко од полноќ, значи тоа беа малтене матинеа. Од 7 до 9. Од 7 до 9, да. Па од некоја се 84-та година кога го направивме клуб Метропол, што беше така после една пауза од неколку години. 84-та. Па или 83-та, тоа ја не знам. Не, Метропол го направивме 87-88. Толку е доцна? Да, доцна е Метропол. Можеби, да. Не, 89-та не сигурно. Ја ти зборам времето кога у Даниел правевме тоа. Даниел беше Теферич беа предходно, па беше следствие Метропол. Значи се направи еден вакуум после кога згаснаа дискотеките, првим Панорама, па Мусандра, па Турист, па Таверна, односно клуб 3 подоцна. Да, во Бристол доле. Да, во Бристол доле. Тие работеа во некои наши гимназиски денови, малку до некоја си 81-2 и замреа. Некако градот замре и ние се јавивме као нови клинци, значи се јавивме така као деца кои малку повеќе разбираа, малку повеќе шета и почнавме да правиме забави. Тоа најде на прием кај Скопјани од она доба, па по наши стапки, да не кажам, него се појави и Цајо, нешто тој период Бобо, Зеко, Пиже, Бобо,
плејада луѓе, значи кои почнава и градот заживеа на еден специфичен начин, несвојствен во она доба, значи доба кога почна да се распаѓа комунизмот, почна да се гасне Југославија. Малку беше без компас целата таа приказна. И за дивно чудо Скопје место да замре како останатите југословенски градови, Скопје почна да се никнува, почна да се крева и достигна кулминација некоја си што ја знам, мислам 95-та, 6-та година веќе беше стварно најдобриот град за забава у она време на Балкан, барем колку што нашите пријатели ни кажуваат. Значи збориме за период од некои си 10 години можеби кога Скопје суверено владееше. Еве, заедно работевме во МНТ, кога ја бев резидент диџеј во МНТ, да, кога тоа е некоја си 90-91. Значи од 89-та до 92 година. Так. Ја бев таму тие 3 години, со тебе заедно го работевме, 2-3 реновирања, па со стакленикот. Сакам да ти кажам дека Рамбо Амадеус мене ми седеше у кабина. Па, затоа што другчија дружба, другчи свет, да. Сите тие доаѓа, да. Доаѓа у петок са бајле, со возови и така некако у петок доаѓа за да и се забавлят и да. Седеа до недела навечер и кога ќе завршеше се качуваа на првиот воз и си идеа назад, бидејќи вика подобра забава за помалку пари и со побави девојки, со побави девојки, побаво све, не постои енергија не постоеше. Значи ни доаѓа од Белград да се забавува, да не збориме од цела Македонија. Малку почна да ми смета затоа што премногу збориме за некакво минато време, не јас и ти овдека, него константно се збори за тоа некое минато време, константно се збори за некои убави моменти. И сега више стварно ја не знам дали е тоа некоја носталгија дека старееме, па се сеќаваме на тие моменти. Добро прашање. Или пак, еве јас се уште сум во таа работа, во тој бизнис. Не се чувствувам престарен. Не можам да кажам дека сум носталгичен, пошто и овие моменти кои сега ги доживеувам се убави. Како не? Не зборам само како татко, него зборам по моје гледање, градот сега има многу повеќе места него што сме ги имале. Сме сонувале јас и ти за овие. Да, што сме ги имале во она време. Дека сме правеле квалитетни места, не само јас и ти како една екипа, него и ова место кај што седиме тука беше дискотека Парк, односно Силекс го викавме во тоа време, значи и таа дискотека беше безпрекорна, значи со безпрекорна техника која беше врв во тоа време. Да, Дзинго кога дојде стварно вложи многу пари. Се направи еден хард рок, Тоде и Антар навистина инвестирава и направија место кое беше безпрекорно. Ние го направивме МНТ исто така безпрекорно. Значи, а МНТ имаше фантастично што имаше и тераса, и зимскиот дел. Така. МНТ знаеше да собери и по 2000 души. Тоа беше страшни забави. Сега веќе нема мега дискотеки. Нема. Градот е со многу помали места. Лично за мене повеќе ми се допаѓа овој систем на работа, значи поинтимно е сега. Не знам колку има млади луѓе кои се категорија на мангупи, фраери, момци, добри, не знам кој термин да го употребам, да не изгледа нахално, како што имало во на некое време, значи момци кои биле важешки во градот и по кои паѓале несвести девојки, биле битни фаци, биле битни момци. Па привлекувале на тој начин и привлекуваа клиентела и публика, привлекуваа други луѓе преку своето друштво, преку своите пријатели, целото тоа се ширеше нели као некои циклични кругови да се направи забава. Во секој случај градот беше во она време весел. Никако не смееме да занемариме дека немаше ограничување во работното време за никого. Тоа е либерален капитализам, анти-Маркович и почетокот. Ама знаеш како? Целокупната светска атмосфера беше комплетно различна од ова што не беше само кај нас. Да, не. Значи мене стварно се сеќаваш
патувањата сме спиеле низ Европа кај сакаме и како така. сакаме. Тоа е веќе непоимливо. Не е само Југославија да се смени Балканот, цела Европа. Ние малку дневна политика кај нас мене и не ме тангира тоа целото. Значи, многу сме интровертни. Цело време збориме само дека кај нас како е кај нас, дали е добро, дали е лошо, овој чини, оној не чини, всушност целиот свет се распаѓа. Отиде многу. И никој тоа не го кажува и цело време се збори како негдека таму надвор е нешто, некакви суперлативи како кај нас не чини, а всушност сегдека е целото тоа симнато многу скалила од оние некои години. Значи, од некое златно доба крај на 80-тите, средина на 90-тите, што де факто е зенит воопшто на све што се случувало не во Скопје, него па и во цела Европа, да не кажем. Еве само на младите да им објаснам за што зборува томе. Значи, земаш ранецот, пикаш ствари, 500 марки и месец ако дена. Имало 500 марки. Ако имало, месец дена низ Европа. Но кога збориме Европа, летно време збориме со автосоп, со неплатени карти во воз пакете симнат. Секако. Значи, како знаеш и умееш со никаков минимализам да се помени. И тоа не само ние, цела Европа. Се сретнеш, на станиците вриеше. Вриеше од луѓе со ранци кои каде патува. Така ги видовме Ница, така ги видовме пола Европа. Видовме го откривме крв. Откривме и видовме многу повеќе него што се очекува. Што сме очекувале број еден и сега кога го збориме не може да се скомпарира. Знаеш, сега е све блиску, сега е се тука, сега е се на дофат, а всушност ништо не е така и све е извртено и све е истумбано. Диференцијална разлика меѓу оние години кога ние терабме некаква младост и ова што сега се случува и дефинитивно. Мирот и слободата никогаш повеќе нема да се вратат на таков начин. Значи, збориме за Европа, за Европа. За Европа, значи, не за Македонија. Тоа е трагедија. Јас зборувам за Европа. Европа го изгуби мирот тој. Нити тоа може да се опише, нити повеќе жалам што млади луѓе нема да може тоа да го доживеат на таков начин како што го доживеавме ние. Тој тип на слобода. Значи, можеби сега имаме ние многу повеќе демократија, можеби ќе имаме уште повеќе демократија, но слободата како слобода од она време нема да се повтори дефинитивно. Тогаш зборот демократија го ставаш по знак прашалник, затоа што каква е таа демократија ако имаме помалку слобода? Во времето кога имавме блоковска поделеност, кога светот беше поделен, се чувствувавме, не ние, цела Европа се чувствувавме посло кој све дома не ни дојде на спиење. Швеѓанец, данец, холандјанец, англичанец, сите ги наоѓавме, ги собиравме. Да, одевме ние, доваѓа они. Да, ние ќе се бапне, они ќе дојде. Да. Ти текнува од крв, кај завршивме? Не беше ти, ја беше од крв. Ти беше. Ти беше од другата, јас да. само отидов, на крв завршивме у домот кај Џорџо Армани, оти тој му беше внук, Армани не беше, да. Абе, што да ти кажам? Ама мислиш ни било сме се потресуеле, тоа било не знам како се. Кога сега ги кажуваме тие приказни, знаеш, изгледа толку неверојатно, неверојатно и мене ми изгледа како толку све, така да ја и избегавам да ги раскажувам тие приказни. Можеби дома можеби дома на Билјана с време на време. Се останато како год да збориме нешто што е премногу непоимливо за ова што во моментов ни се случува и како ни се случува. Но ќе извлечеме еден заклучок од сево ова. Град со потенцијал за ноќен живот, како што има Скопје, ретко се наоѓа на Балканите. И тоа малце... Тоа не е град, тоа е заради сите нас, заради луѓето. Ние како нација сме многу питоми. Не сме ратоборни, не сме криминогени, не сме насилни кон странци. Значи, таа некоја македонска гостолюбивост дефинитивно постои. Значи, не е само мит, не е само приказна. Тоа е нешто што го носи секој од нас. И мене и ден денеска често ми доваѓаат пријатели, што од бившите југословенски републики, што луѓе кои живеат надвор по светот. И сите они се чудоневидени колку сме љубезни, колку сме питоми и колку брзо знаеме да се спријателиме и да дадеме максимум гостопримство. Тоа мислам дека тешко ќе го доживееш
како ќе заминуваш нагоре на по на север, Се е постуден. поскусено и поскусено ќе биде. Како со времето. Да. Исто можам да ти кажам, јас доста време поминувам во Грција. Они се многу слични на нас. Апсолутно се Да, согласувам. многу менталитетот. Преди се многу мирољубив народ, исто како што сме ние. Значи, кој го дошол, добродошол, само да биде весело и само да биде забавно. Нас, можеби како држава, сите овие превривања кои ни се случуваат, малку не доведува во ситуација да финансиски не сме моќни као некои времиња од минатата, од претходната Апсолутно. декада, од минатиот Така е, век. така е. Па тоа се рефлектира, можеби... Други буџети беа тогаш, друго е денеска. се рефлектира на Ама бевме, Југославија беше мини Европска унија, па ти спореди ја, мислам, не може да не се спореди. Таа пропадна што пропадна, ама факт стои да поминуваш сите овие граници без пасош, да има слободен проток на стока, работевме кај сакаме, кога сакаме, колку сакаме. Очигледно некому надвор сметаше. Таа имаше многу проспер. Ја паметам, ќе ти кажам една работа, ти не ја следеше политиката затоа што беше убава. Паметам говорот на Анте Марковиќ, дома го следев. Не знам ни зошто го следев. Вика, се враќам, вика, кога се врати од Брисел. 5 милиарди ви носам и вака го вади ливче. 5 милиарди, вика. Ека, да ја зачуваме Југославија за да влеземе во Европска унија. големи игри. Големи Веројатно игри. некои За жал. попаметни луѓе од нас, За ние жал. можеме само да се избориме за ноќниот живот, Сакам можеме да да збориме кажам, за угостителството. Ама Се потенцијалот, понатака- значи, ние го имаме. Одлично го перцепираш дека ние сме гостољубив. Гостољубив човек што може да работи? Да он сака да пружи, да даде, да угости. Природно ли е? Јас многу пати, бескрајно многу пати сум рекол дека угостителството како гранка е екстремно стиснато и репресирано овде кај нас. Ако некоја стопанска гранка мислам дека кој како стигне се игра со таа стопанска гранка, тоа е дефинитивно угостителството. Вакви закони наметнати, онакви закони наметнати, ова е наметнато, она е наметнато. Приказни кои по дефолт од година на година, значи го убиваат градот. Наместо полесно да отвараш и работиш. Од една страна нели ова е сепак забава и ние зборуваме дека угостителството е нешто кое треба да ги релаксира луѓето, кое треба да дојде во моментите кои се за одмор, во моментите кои се за забава. Ја не знам зашто ние не се ориентираме да станеме држава на забава, например. Па имаме потенцијал, имаме преди се да ја искористиме таа наша гостољубивост, тоа наше гостопримство. Напати кога сум бил на Миконос и секогаш кога ќе сум на Миконос, ја имав една мисла. Боже Господи, од 4 камена успеава да направат ваква институција, кога ќе го погледнам наш окрет, кога ќе погледнам Македонија, ние не можеме да го стигнеме тоа. Значи, не можем да кажам природата таму им дала нешто што ние немаме. Томе, извини, ти многу добро покажа од едно градиште, една руина од камп, еден уништен, скапан, усмрден, никаков камп, крај на 80-тите, сосема заборавен, затоа што тогаш малци имаше поише пара луѓе идеја да го преиначи, да го препороди, да цела Македонија се сјатува таму, да се прашуваме дали да идеме на крв или да идеме у градиште летово. Тие неколку години кога градиште траеше, и тоа е твоја заслуга. Па, не е само моја. Не е точно, значи градиште преди се идејата е на Нелко, на Кичец, на Игор, на таа една охридска екипа, едни многу добри охридски момци, кои на Гоџо, кои во еден момент направија мост меѓу Охрид и Скопје. Ние бевме тогаш клинци во подем, нели бевме некакви луѓе кои знаева со техника, знаева за музика, тогаш го направивме Метропол. Метропол беше, да. И они не повикаа на клуб. соработка, да, они не повикаа на соработка и таа соработка додека траеше беше навистина безпрекорна.
соработка која вроди да се направи едно место кое навистина беше легендарно. Значи јас мислам дека легендата за Градиште ништо не може да ја стигне ништо не може да ја стигне не во оваа држава, него не може да ја стигне во Македонија, па и во Европа. Многу пати сум се смејал кога ќе ми кажале, видели реив 24 сата. Не видов ја реив од 45 дена, затоа што влагавме, ги пуштавме појачалата и ги гасевме после 45 дена и сите Нон-стоп, да. 24 сата сите среќни, весели, насмејани, да. Значи, да им кажам и на деца. Значи, буквално дисџокеј немаше пауза. Нон-стоп идеше. И тоа, значи, не збориме викенд, збориме 45 дена колку што траеше топ сезоната. Таму бевме добра екипа, значи Баџо, Мале, Боле, ти, значи тоа траеше и сите се менувавме и сите се надополнувавме. Мишко доаѓаше таму, целата елита ова што бевме. Таква забава невидена се создаваше. Градиште нема да се повтори. Значи све може да се повтори, све може да биде, Градиште не може да биде. Од друга страна, кога некој би седнал и би размислил првин колку луѓе запослува угостителството како бранша, колка ви обртот на средства во угостителството како бранша, да малку се поработи, да може би Што конкретно ти смета? Ај биди поконкретен, кажи ми. УЈП со контролите, даноците, значи, Јанко, инспекциите. Немој, не ќе да те фрлам у тоа. Не зборам дека е тоа политика, него ме интересира што е тоа што треба да се либерализира, да се опушти, за да може да се развие. Пошто многу по твое согледување. Премногу години работам, работам. Апсолутно. Први немој да се лажеме дека дури и инспекцијските служби од било која, да не набројувам тие неколку кои ги има, кои се овластени, и таму е сменето. Значи, и од самите инспектори се веќе луѓе кои кога доаѓаат напати кога сме биле за казнување, пробуваат да те изедуцираат. Значи, по тоа прашање дефинитивно е некаква демократија настапила и зборам дали законите се премногу ригорозни. Законите за да функционираш. Треба да се направи некаква систематика. Законите не е питање дали се ригорозни или неригорозни. Дека се ригорозни, се сменија ланската, прекланската година. Добро, претпоставувам дека за некои ресторани, заради хигиена, заради икс причини, мора да бидат. Хасап од првин беше баук. Хасап и сите паѓа у несвест хасап. Хасапот е у Америка од 71 година, 72 година. Хасапот е само систем на хигиена, ништо повеќе од тоа. Нека ми простат сите најстари угостители, значи ги има и пред мене, не сум измислил ја млака вода. Ама кога сега ќе видам како се сите кои ни стокмени, дека е све од прохром, дека е све росфрај, дека е све од гранит, дека сето тоа многу брзо се чисти, дека многу тешко сега можеш да се отруеш од некоја кафана. Реално, значи реално. Мене ми кажува дека хасапот како закон е добар и јас лично се трудам да го почитувам максимално колку што можам и го одобрувам. Може би систематизацијата малку јас би направил лично кога јас би се прашал, ти ме праша конкретно. Работно време, неработно време. Законот со цигарите мислам дека малку изрипавме како прле пред руда. Па нешто сакаме да и се додвориме на Европа со тој закон за пушењето. Јас сум непушач, значи јасно и гласно да се знае, јас во животот немам запалено цигара и не знам дали ќе пропушам некој пат. Значи не е тоа нешто, јас сум страстен пушач па го штитам, ама не може да ми објаснат илјадници луѓе да ми кажат дека не иде вечерта без цигара. И можеш да замислиш како изгледа вечерта. Сакам да пием, па 3 минути идам надвор, па сега палам цигара надвор, па се враќам натре, па бива, па не бива. Во право си, тој е еден малце искриволачен европски закон, диоамити ке не средуваат за здравје, а ние слепо го проследивме. Ке ти кажам еден актер што ми каже. Абе вика, кафана, ја не очекувам да биде тоа здравствен дом. Ја не одам таму да бидам поздрав, сакам да пушам, сакам да пијам. Затоа ми е мене да се дружам, а не таму витамини да собирам. Што и му го признам, и јас сум непушач.
Значи, Али се согласувам дека у кафани треба да се пуши. Види, можело целото тоа дел од Европа се пуши. Дел од Европа не се пуши. Во најубавата Европа, за таа Европа за која сите сонуваме, значи зборувам за Скандинавија, не можеш да пушиш ни пред кафечето. Значи мораш не знам колку метра си оддалечен од овакво. Сега, ние не сме швеđани, ние не сме норвежани. Дефинитивно така како што ни се радуваат на нашата гостопримливост и кога ќе дојдат овдека се радуваат на нашата храна, на нашиот систем на живот, ние не можеме да се правиме скандинавци па да не пушиме у кафани. Мислам, ете, така, тоа е еден од законите кој го дотепа градот до максимум. Гледаш дека сега ни се случува приказната со ЗАМП, која толку многу е извикана последниве денови. Те погодува и тебе конкретно како гостител? Не ме погодува конкретно. Значи први никој не искочи да објасни што е целата таа приказна. ЗАМП забрани музика. И ние нели македонска прича. ЗАМП забрани музика. Чекајте, дали некој искочи да каже зошто е забрането? Како е забрането? Што треба да се направи? Дали некој целото тоа го формулира? Дали целото тоа некој го укалупи? Само уште еден од целиот хаос, уште еден додатен хаос. Колку што јас разбрав, ЗАМП е само ги бара правата на оние кои ги напишале песните, на изведувачите, да како што привредуваат радиостаниците, телевизиите и сите останати и угостителите, да привредуваат и тие некои кои ги напишале тие песни. Значи, ако тоа цело било мутна вода, место таа мутна вода да се избисри, да бетер се смути. Значи, како год видиш, некако негдека правиме грешки во чекори, во све што да фатиме да работиме, и негдека некако ја грешиме работата. На крај на денот, губат крајните корисници. Ние сме угостителите дефинитивно сакатени. Значи, сите оние кои мислат дека во угостителството се прават некакви сериозни пари, то се приказни за мали деца. Никој пат мислам нема да се излечи она кој ќе кажеш моторџија дека тие кои возат мотор се bad boys и дека угостителите се исто така некакви луѓе кои носат во себе доблест да успеват да ги забавуваат другите, дека без угостителството многу сегменти од нормалниот живот ќе отидат до ѓавола. Погледни Европа, значи култот кон кулинарството се отиде во некакви невидени размери. Кај нас целото тоа се турна на колена. Дискотеките се доведува во некакво совршенство, кај нас целото тоа се турна на колена. Зашто на забавата, односно на угостителството се гледа на такав начин, мене малку и не ми е јасно. Дали станавме, од друга страна, покрај на гостопримливост која збориме, станавме толку сериозна нација, ја не можам да бидам паметен. Во секој случај... Као да имаме мотка во газот, пикната. Ние, јас знам, цела генерација бевме многу поолабавени. Сега ги гледам, се напнале, те премерува по политички, те премерува по ова, те премерува... Што вие, бре, луѓе, бе? Што е... Јас со тебе сакам да се дружам, јас со тебе не сакам да се дружам. Ти си ваков, ти си ми супер. Што вие, бе? Дали сте нормални, бе? Првин, ние учиме капитализам. И веројатно ќе ни требаат уште како што ни го учеле капитализмот 100 години. Најдобар... Кој знае какво учење тоа сега јас. Најдобар капитализам, либерален капитализам ние го преживеавме и не ни се врати. Тоа е времето на Анте Марковиќ. Тоа беше слободно да правиме што сакаме, кој сакаме и како сакаме. Цел Балкан тогаш вака експлодира у позитива. Да не живееме цело време во некакви минати времења. Добро. Многу е подобро да ги лоцираме работите, што чини, што не чини, што да не знаеме чини, понатаму. И да се протне некоја нова идеја и некако да се мрдне од некаква Ко викаш мртва категоризација, не се дообјасни убаво. На што мислиш категоризација? Да има лабави рамки, например, не знам, дали е ресторан, дали е кафе, дали е клуб, дали е ова со различни правила на послободно... Јанко, значи... Многу интересно. Еве, например, се сеќавам, идам во
клуб 26, знаеш, близо кај мене, и на концерт, на свирка. И едно време свират и одеднаш, постара генерација, све, пола сала јас нема. Се вртам, кај отидоа луѓе, викам, заре толку лошо. И гледам, сите излегле надвор, цигара да запала. И сите се враќаат, кој избрзнат, кој стварно, мене ми е супер што него, ја ми смета чадот, али ќе го споделам со нив, слободно, само за позитивната атмосфера, бидејќи таа позитивна енергија сигурно ќе ме многу подобро ќе делува врз мене од што промајата што ја прават со излези влеци. Многу решливо. Дека се направат стандарди за вентилација. Строги стандарди за вентилација, како што е направен ХАСАП системот. ХАСАП системот кој што е направен за во кујна, нека се направат стандардите за вентилација. Thank you very much. Нека се направи да имаш избор дали сакаш да направиш локал за пушачи или локал за непушачи. Како што постојат сега веќе ресторани за здрава храна, кај што јадеш така и така и така. Јас сакам да се изнајадам скара и црвено месо. Јас кидам таму. Демократија, ама демократија на сила. Значи, и зборот двајца непушачи, пажи, двајца непушачи, разбивме млака, теорија за млака вода овдека, за да го оправдаме цело тоа. Ама, пази, 90% од моите пријатели пушат. Јас сакам да седнам со нив, да застанам негде кај дискотека на концерт и неќам да ми се изгуби, сакам тој флуидот. Не, излегол, влегол, си се видел, ало, чекај. Никој пат не го капирав, стварно никој пат не го капирав ни тој закон за работно време. Ако ти исполнуваш некакви стандарди, наметни високи стандарди, во која смисла? Преди се звукот. Сите знаеме дека би требало да постои некаква систематизација, каде може да има галама, каде не може да има галама, значи сето тоа е изводливо. Ама не на ваков начин како што сега е пропишано и не на ваков начин како што сега е. Значи кафич работи до толку, па од толку сат треба да Како може да работи дискотека? Кафичот работи до 1 сат. Значи од 1 сат после тоа што значи тоа ноќен клуб, што значи тоа е ни на небо ни на земја. Ако веќе сакале, тогаш треба да биде кафич да работи до 10, па после тоа да преземе не знам дискотека или ноќен клуб или кабаре или така дале. Или не гледам причина зошто воопшто има работно време. Па има работно време и ако постои сакаме да оставиме до 6 сама. Нека си работи. Треба некој кој разбира малку повеќе макрофинансова политика, да смисли како државата да има дел од колачот кој угостителите го земаат од и да тоа остави. И да се остави да се работи. Се сеќавам, работното време беше наметнато на сила заради едно немило убиство кое се случи, и тоа не беше ни во кафич, не беше ни во локал, на улица се случи негде близу плоштад 2002 година. И тогаш тотално, да. И тогаш го пресеква, дранг и тоа. Нити ги реши убиствата, нити го реши криминалот, нити ја решија дрогата, али затоа угостителството остана осакатено 2002 или 2003 година. Зошто? Ја разбирам. Не остана угостителството, не сум останал ја осакатен. Значи не останал сите. Ама сите. Значи да не збориме кој останал угостителите. Остана осакатен градот. Луѓето останаа закинати за забава. Луѓето останава пократки да се забавлjaат. Не можеш ти да отидеш утре на работа со пун елан ако не си имал нешто кај што си се испразнил, кај што си собрал позитивна енергија, кај што си се видел со своите пријатели, другари, па дали се напил 1, 5, 10, 15 виски, значи на крај на денот алкохолот испиен, измислен за да се напијат. Не одобрувам напивање, ама тоа е така и како што е. Значи, летно време ќе отидеме и ќе се лудираме на Ибица, ќе отидеш ќе се лудираш у Црна Гора, ќе отидеш ќе се лудираш у Грција и врати се во родниот град како во тесни кондури. Значи тука кај што ствари треба да ти е најзабавно, најдобро, ти се враќаш као тесни кондури. Добро кажа. И толку, нема мрдање. Значи, вака, зошто има поента и то ме не збори на празно.
Јас сум бил диск-џокеј каде што сум доаѓал секогаш, а и ден денес како ќе ме сретнете зиме или лете, јас сум со темни наочери. Тоа е навика, со наочери у 10 саат влегував у кабина и останував до 5 сабајле, у 6 идевме на појадок и така натаму. Никогаш до 6 сабајле не останал маса народ, па сега невработени или тие умирале од дрога и алкохол по овакво. Останувавме заради кеф, ке останеше некој роѓенден, некој прослава на некој мат, јат, некоја компанија и така натаму. Луѓето помалку или повеќе во 3 сабајле, во 3, во 4 веќе ќе си отидеа, утредента пак све си функционираше. Значи немаше ништо страшно и ненормално во тоа. Плюс тоа, работење цела ноќ и не функционираше цела недела. Тоа беше петок, сабота и недела. Чекај. Зашто јас понеделник до четврток, иако работевме цела вечер, немаше толку пак се избориме локално. Добро. Никад македонците не побегнавме од тоа наше локално. Зашто Скопје не е град на забава како што е Амстердам? Лас Вегас го измислија, усреде пустиња и Син Сити и онде идат и се лудира. Зашто цела Европа да не се лудира у Скопје? Зашто цела Европа не се лудира у Македонија? 100 чартера дневно. Тоа е концепт. Зашто, тоа е концепт. Значи, концепт на живот. Зашто можеше 6-7 години цела Југославија да се лудира у Скопје? Зошто да не го Значи, направиме Скопје сега за економија. Да. Не, значи, збориме и за економија. Да. Претходно мавето малку ако некој не слуша, ќе се речете овие двајцава си фатија приказна, они сакаат цела ноќ да се будалат и да се лудираат, а луѓе треба да работат. Не. Океј, ајде да се измислиме од угостителството да го поставиме Скопје да биде град на забава за Европа. Не може, зашто да е само Амстердам? Со сета должна почет. Амстердам е пример како може 350-5000 нации да живеат таму и на сите да им е добро и на сите им е убаво и све е весело. Зошто да ние бидеме убиени на таков начин? Место почеток на емисијава, кога рековме дека сме гостелюбива нација, тоа никад не го искористивме. Значи, не е забава само за тука, за нас, за неколку стотини илјади од Скопје или неколку стотини илјади македонци. Туку за сите. Забава која ќе се зборува ни цела Европа. Погледни го Белград. Што се случи со Белград? Значи, Белград имаше некој си Нана и Дуга едно време крај на 80-те години и ние паѓаме у несвест кога ќе отидеме у Белград Нана и Дуга. Како не? Па после тоа Скопје го клекна Белград на колена. 90-те, цел Белград паѓаше у несвест од она што се случува во Скопје, за да последниве неколку години Белград биде напад и прогласен за најдобар град за ноќен живот и да почнат да се сливаат илјадници туристи, затоа што во Белград е интересно. Затоа што Скопје добро ќе си поминат. Што бара туристи у Скопје кога не може да си помине? Кога градот има сега она што е многу иние, тој after work во петок и сабота навечер. Значи, тоа е премалку. Пази, тоа ние не можеме да се извадиме сами себе. Добро, дали е тоа само заради ограничувањата во концептот или е само во работното време или е во менталитетот на тие што ако ги направиме менталитет за да градот почне да иде нагоре и да пола Југославија доаѓа да се забавлja у Скопје, онда кудри мава и по угостителството, па целото тоа угостителство клапна надоле, па сега кој знае како и дали може воопшто да се поправи и да се оправи. Да доведеме да Скопје повторно биде таков град како што некој беше во тие некои години, знаеш. И џабе го збориме цело тоа, пошто кој би не верувал. Кој не го доживеал тоа, значи не може да знае како Скопје живееше во тие луди 90-ти, па може би некоја година после милениумот, после 2000-та година. Значи, кога би се направило некое што ја знам, Министерство за туризам, да кажем, или Министерство за туризам и угостителство, и кое би зафатило многу сериозно таа работа, како што се зафати сериозно, не знам, безцарински зони, не знам колку безцарински. Има успех, така е? Добро. Не знам дали. Во право си? Веројатно има успех. Има како, значи, ако се зафати со како што се угостителството е нешто од кое се срамиме. Значи, нели угостителите се препродавци на дроги, тоа се хоштаплери, тоа се вакви онакви,
Томе, да ти е срам да кажеш дека си Океј. угостител. Веќе те капирам, имам добар предлог. Еве ќе те поддржам медиумски, не само тебе, веќе ја пушти бувата. Значи, ќе треба угостителите добро еснавски да се организираат, да почне со некој концепт, да се најде кој политичар ќе има вкус, мирис за ова што го збориме, да го разбира, ама инстинктивно, малце што го живеел овој живот. Ја разбирам, одреден политичар цел живот се занимава со економија и со тоа, и тоа му е смерот. Ама сигурно меѓу политичариве кои ќе влезат у парламент, кои у влада, ќе се најде некој кој ни го разбира овој разговор и кој ќе можеме преку него. Тоа е најнормална работа да се лобира и многу ми се допаѓа идејава. Јавно те поддржувам. Преди се, значи, Значи, постои не треба да- постои бiro за туризам. Не. Тоа е во ред. Тоа е Значи, но тоа е бирократска работа. бирократска работа. Збориме за позитивната енергија, повеќе вакви луѓе. Треба- Да направам уште една емисија со уште едно 6-7 такви легенди како што си ти, кои ќе повлечат па и на други ќе влијаат. И тогаш малце гласот ќе ви биде многу погласен, подалеку ќе се слуша. Јанко, значи Скопје во моментот има навистина неколку прекрасни, сериозно добро направени места кои добро ги менаџираат луѓето, места кои Нема збор. функционираат Збориме за Значи, левел, next level. Да, next level. Станица 26 Джале Денвер ја издигнава на едно ниво Топ. да имаме, значи, една денс сцена која се носи со останатите европски градови. Пеџа го направи и тој гастротренд во аеродром. Значи, на другава страна ги имаме Владко Куварот го направи, како се вика, ова кај што беше, кај студентски дом што е, Боже го заборавам, јас сум со имињата малку скаран. Значи, во секој случај, Скопје веќе има многу сериозни места. Катадневно се отвараат нови места, катадневно се прават нови места. Ама све е тоа поединци. Нема некој концепт. Нас ни фали не само домашна клиентела. Нас сега ни фалат 10 чартера дневно во Скопје. Така. Да Европска си жив и здрав. приказна, европска Да промоција си ми и жив да и видиш здрав. како градот ќе отиде во една трета димензија и како сите оние кои инвестирале многу сериозни пари во своите објекти, одеднаш ќе станат насмеани. Значи нема да биде само сувопарно вртење самите кон себе си. Моментот кога ќе сватиме дека мора да почнеме да ја привлекуваме Европа со угостителство, со ништо друго сем со угостителство, мислам дека оваа стопанска гранка ќе почне да расте нагоре. Добро. Убав концепт. Многу ме радува што покрај што си космополит докажан, веќе и размислување имаш. Имаш многу интересна, луцидна мисла. Не е лошо ова еден ден да го ставиш на картија. Да. Ова сакав да ти кажам. Све убаво што го раскажа. Правиш ли ти нешто? Кај си ти сега како угостител? Што правиш ти на терен, кажи ми? Јас Сигурно не си само деца да чуваш. Не сум баш само татко. Значи, пред неколку години се вратив во угостителство. Први беше Нели Сокаче, кој ден денеска си работи најбеспрекорно што може да биде. После тоа беше кафиќот Штала. Штала ја ребрендирав, ја направив клуб 43. Летово се решив... Чекај, кога ја направи 43? 43 од ланската година, а не е повеќе Штала. Летово се решив на уште еден посмел чекор, направи еден посериозен зафат. Денови веќе ја отворам. Еве да не кажам дека тоа нема да кажам кој ден, значи не сакам да си правам само реклама, нели на почеток на емисијата ти кажав да не биде само реклама. Сакам да ми кажеш која ќе биде, што ќе береш? Значи ние од утре почињаме да работиме со клуб 43. Де факто утре е денот на отварање на клубот. Добро. Значи по мене еден интересен концепт, така едно малку моје видување како треба да изгледа еден клуб. Е мултифункционално, поделено на 2-3 дела.
кои се интересни, па мислам дека секој кој ќе дојде ќе може да се препознае себе си во некој дел. Сакаш погласно, сакаш понегласно, сакаш повеќе гужва, сакаш помалку гужва и така. Умната што Значи, ни одговараше ти текне, па ресторанче сакаш да едеш, па оде сакаш да играш, па не е оде. големо место, значи не збориме ние Колкав за капацитет? неколку стотини луѓе, перфектно. 300-400 луѓе, не значи 300-400? Да, не збориме за капацитетот на едно МНТ, не Не. збориме за оние Ама мега дискотеки. 300-400 не е малце, тоа е И окей. амбициозно пример. Значи е една скала под станица Каде е клубот, лоцирано? на местото каде што беше штала, штала, истата така, таа истата. куќа, јас ја изреновирав, ја редизајнирав, значи не само ребрендирав, него комплетно целото тоа го редизајнирав, го направив да ги задоволим моите критериуми. Сега дали моите критериуми ќе се поклопат со критериумите на публиката, тоа со Господ напред ќе видиме. Утре вечер Чешлар е гостин кај мене, направи хаос джез гитаристот во Јужна Кореја и така натаму Така, светска слушнав, слава. да. И малце ќе разговараме со музика за него, ама после тоа го праќам кај тебе, а после емисија јас доаѓам. Ете, значи ќе те видиме и тебе напокон меѓу луѓе. Конечно, Да. па морам да крадам. Децата, фала Богу, ми подпораснаа, па не морам да трчам после секоја емисија право дома. Тоа ми е многу интересен феномен, дури ќе го кажам. Сега се враќаат сите ова деца порастат. Многу често почна да ми звони телефонот и моите другари да се уват за да резервираат за децата. А тоа не. Значи, што правиш, кај се, како си, брат, молим те, дали може, еве го, син ми, ќерка ми. И веќе се, нели, пошто јас станав татко по стари години, а некои тоа си го направија благовремено, и одеднаш децата на моите другари изрипуваат со по 22, 3, 4, 5 години, и станува, моето место станува многу интересно, затоа што во еден круг се и татко и син и мајка, ќерка и се поклапаат многу чудни вечери и многу чудни приказни и игранки. Тоа е, се надевам дека и годинава ќе остане, ланската година така изработивме, се надевам дека годинава ќе биде повторно весело и дека ќе биде секако што треба. Секако ќе ми биде задоволство. Ти посакувам многу успех и Благодарам. искрено да ти кажам, многу добра идеја даде. Ако имаш простор и нешто и време и натаму, сакам да останеме во контакт за оваа работа. Ако може и некој да се вклучи кој би имал повеќе време организацијски се во ова да го постои почне синдикат на угостители, мислам дека некои малку попаметни од мене би требале во тој синдикат оваа иницијатива. Ама дали може да ја разберат оваа наша, како да ти кажам, приказна? Ова Ја е потполно те толку многу сваќам. јасно. Ние овдека не зборуваме дека една категорија на луѓе треба да исклучи да се забавува. Ние овдека зборуваме дека Македонија може да добие уште една многу сериозна стопанска гранка и со еден сериозен прилив на свежи пари од надвор кои ќе доваѓаат луѓето од Европа кои сакаат да се забавуваат и да ги потрошат кај нас. Многу едноставно. Како викава? Shut up and take my money. Е така. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав Благодарам до што ме твоите повика. дома. Поздравија тетка Радка и Чичко Мирче. Те поздравуваат и они тебе. Стално те спомињаме, да И знаеш. емисијата ги поздравува нив. Почитувани гледачи, ќе одиме со кратка пауза, ќе го испратам гостината, а потоа продолжуваме со редовниот дел од емисијата.